На 12 јуни, во неделата, нашиот репрезентативец и член на фудбалскиот клуб Вардар, Владко Гроздановски, ја круниса љубовта со својата долгогодишна девојка, манекинката Христина Мицевска. На веселбата имаше многу познати музичари и фудбалери, а забавата ја започнаа виртуозите од група Маестро. И вие сте дел од свадбената церемонија на Гроздановски. Од каде слушна Гроздановски за вас и како испадна сета оваа соработка? Па така, уште пред кога договараше свадбата Владко, ни кажа за датумот, но за наша жал и мислам и негово жалење, мислам сме зафатени баш на овој ден, на некој начин пак сме дел од неговата свадбена веселба, што јас и колегата Војче од група Маестро го свиревме приемот на гости, виолина и клавир. И сум многу среќен што на некој начин што дете ми го следам, јас сум страсен навивач на Вардар и сите тие ликови што продефилираа сега на црвениот тепих, условно кажано, ми се многу драги, сум нив сум пораснал и стварно ми е чест и привилегија што сум дел од оваа свадбена манифестација. Благодарам. Благодарам. Фала. Нека име со среќа, да се вечни и стално да се гледаме вака зубаво. Меѓу гостите беше и поранешниот член на клуб Вардар, Дејан Бранковиќ. Во 2006 се заминавте од Македонија, меѓутоа бевте 4 години, ако не се лажам. Дали научивте некоја македонска народна песна за овој период што бевте во Македонија? Па да, како да не научам народна песна, тука поминав тие 4 најубави години во мојот живот, можем да кажем слободно така. Најбољи пријатели и најбољи друштво имав тука во Македонија и ден денес имав контакти екстра со нив, така да секој пат кога дојдам тука се чувствувам како да сум дома. А кажете ми, која е вашата омилена македонска народна песна? Па, омилена песма Зашто си ме мајка родила. Таа песна ми остана и се залепи за срце и ден денес секој пат кога сум во Македонија сакам да ја слушам и да ја пеам таа песна. Дали можеби знаете од некој од македонските народни пејачи? Како не знам, Наум Петровски е еден од најдобри македонски пејачи, така да можам слободно да кажам можда и најдобар народни пејач во Македонија. Негови песни слушам и сакам секој пат кога сум тука. Кумот на оваа веселба беше фудбалската икона, бившиот репрезентативец, а сега тренер на Вардар, Александар Васовски. Васовски, некако деновиве вие сте на славење, пред кратко време го добивте вашиот втор син Максим. Кажи ми како реагира на тоа вашиот постар син Петар? Па тоа е нешто најубавото што може да му се случи на човек. Значи, пред околу 10 дена се роди мојот втор син Максим. Нормално, сега повеќе гледаме како Петар реагира на тоа, повеќе му кажуваме на него внимание што подобро да го прифати раѓањето на Максим. За сега се функционира добро, се надевам така ќе продолжи во иднина. Вечерва сме тука бидејќи има свадба, односно застана на лудиот камен Владко Гроздановски. Вие сте кум. Од кога се дружите? Дали вас фудбалот да спои? Па токму така, нас не спои фудбал, значи ние се дружиме околу 20 на години. Бевме заедно во U21, значи во младата репрезентација на Македонија, па во Вардар, па во репрезентацијата, што се вика бевме цимери и уште тогаш почна нашата дружба. Ете сега што се вика се зачини со кумство, јас сум гор што сум му кум, ние бевме ветени значи уште пред 7-8 години кога се дружевме, он ми рече, значи ти сакам да ми бидеш кум, така да за мене представува чест и се надевам сега за година дена да крештеваме дете, што се вика. Дали слушате македонска народна музика? Слушам и мојот омилен пејач е Наум Петровски и токму затоа во договор со младожењата се договоривме токму он да ни ја разубави вечерта. Која е вашата омилена македонска народна песна? Па моја омилена македонска песна е, ќе кажам 3 омилени, тоа се Јовано Јованке, Отвори ми бело ленче и Зајди зајди. Александар, благодарам што одвои минута за мене. Сега можеш слободно да се вратиш кај твоето друштво. Ви благодарам и на вас и само да ви пофалам вашата емисија која редовно ја гледам и сум воодушевен тоа како ја промовирате македонската музика, само така продолжете, супер сте. Звездата на вечерта беше омилениот пејач на вардарци, Наум Петровски. Многу ми е драго и токму поради тоа сум тука. Кажете ми како сте пред се? Па, само што допатував од Струга. Сношти имав свадба во Инекс Горица, во Охрид. До раните утрински часови, па вечерва кај мојот пријател од фамилијата Гроздановски. Идејата беше на
Саша Илич кој ми е добар пријател, така да еве да направиме малку кефи тука. Какво е чувството да бидете омилена звезда на вардарци? Па секако дека е прекрасно. Јас сум од секој пат бил за Вардар, така да тоа е мојата желба да бидам во Вардар, тоа беше некогаш, да. Дали знаете на младожинец од Владко Гроздановски која е омилената песна? Па мислам дека има повеќе, но се двои оди звезда. Токму таа, одлично, значи вечерва ја слушаме неколку пати оди звезда. Тоа сигурно. Заљубениот пар, иако имаа многу обврски, издвоја време за фолк ексклузив. Гроздановски, честитки, после колку време ја хронисувате вашата љубов? Благодарам. После 6 години, бевме во врска 6 години и сега одлучивме да стапиме во брак. А дали го зема неговото презиме? Да. Значи, од сега манекинка Гроздановска. Зошто ја одбравте живата легенда Наум Петровски да свири кај вас на свадба, тоест да пее? Па види, сами кажавте, Наум е легенда, наш, да кажам, најдобар пејач и затоа и сакав да ни пее на свадба. Вашата омилена народна песна? Оди звезда. Благодарам, честитки, имајте убава вечер. Бевме дел од една одлична семена веселба и посакуваме секој ден од вашиот живот да ви биде исполнет со љубов и среќа.